зборуваме за разрешување на Джема Илчупи од функцијата министер без ресор за диаспората. Едно подсетување, првите иселувања на македонскиот народ почнаа во 1900 година поради политички и економски причини. Вториот бран на иселување на македонскиот народ се случува од 1980 до 1990 поради економски причини, а 90% од младите луѓе во земјата сакаат да се иселат, а еден од факторите кој го поттикнува иселувањето на младите е корупцијата. Ова е на 5.12.2022 според Институтот за добро управување и евроатлантските перспективи на Република Македонија. Па јас еве ќе предложам да поставите повеќе министри за диаспората, затоа што ако продолжите да владеете во државата, бројот на граѓани во диаспората ќе биде многу поголем од бројот на резидентно население кој што ќе живее во Република Македонија. Колегата Зоран кажа дека Република Македонија во 2015 година била на 38-то место, а во 2022 година на 73-то место според корупција, според World Justice Project, или на 44-то место во 2015 година, а во 2022 година на 63-то место според владењето на правото. Ете, затоа се иселуваат младите од нашата држава. Дојдовте со шарената револуција, меѓутоа морам искрено да ви кажам дека граѓаните бескрајно ги изневеривте и покрај тоа што им ветувавте живот и правда за секого. Катастрофата до која ја доведовте државата ве повикува на одговорност, меѓутоа вие од владата очигледно таа одговорност ја немате. Ја прокоцкавте вашата шанса, а сега се фаќате како давеник за сламка. Замислете Рашковски, Катица Јанева, Зекири, си играат со 2 милиони народ. Еден од нив се збогатил со парите од родендените и мекиците. Катастрофа. Ова само во нашата држава го има. Или во однос на инфраструктура. Патари ни плаќаат граѓаните на Република Македонија, Катланово-Петровец, автопат нема, или го има, ама ние не го гледаме. Не е во функција. 3-та година, секој ден, поминувам по тој пат, автопатот стои, ништо не се работи. Лекови нема, граѓаните умираат заради немање на лекови, но замислете, обичните граѓани биле виновни. Замислете, одговорност мора да има од сите без разлика на функцијата. Граѓаните безпомошни, со насолзени очи и транспаренти во рацете пред Министерството за правда порачаа: немаме време за чекање, и навистина немале време за чекање. Или пак секоја помината секунда без лек може да значи загубен живот. Што направивте вие за пациентите со цистична фиброза? Тие се околу 130. Во соседните држави лекот веќе е на позитивна листа и лесно достапен за пациентите со цистична фиброза. Клинички центар нема нов, ама затоа долг на клиниките има. Се бара оштета од 8,5 милиони евра за раскинување на договорот за нов клинички центар, и кој ќе ги плаќа тие пари? Повторно граѓаните. Милиони евра годишно се излеваат од земјава низ коруптивните канали. Ако државата ревносно го стопираше тоа, ќе останеа пари доволно и за изградба на нов клинички центар, и за пругата до Бугарија, или други проекти кои што се ветувани од ваша страна. Доктори нема, ама во администрација нововработени колку да сакаш. Плата нема, заради хакерскиот напад на Фондот за здравствено осигурување. Не знам кој ви верува на тоа.
Најава за бомби има секој ден, а вие си играте мачката и глушецот. Учебници нема, а и не им требаат на децата. Ке си одат од државата и ке работат во некој кафич, зашто за тоа не требаат дипломи. На секој чекор се продава марихуана, кокаин, 4 тони марихуана запленета на црниот пазар, се издаваат пасоши на светски криминалци, а вие појма немате што се случува во државата. Еве ќе ви прочитам еден скандал. Камион што носел дипломатска пратка за МНР фатен со цигари и алкохол. По правило, граничните власти не ја отвараат дипломатската пошта, освен доколку немаат сериозен сомнеж. Цените во продавниците секојдневно растат, на рафтовите има една цена, на касата друга. Дали има инспекција во оваа наша држава? Или можеби треба да штедат граѓаните, нели е светска криза, да бидеме солидарни со светот, па и да не јадеме. Лекови и учебници нема, ама затоа за лубриканти има, пари за бифтеци има, зашто на крај вие од владата можете тоа да си го дозволите. Чист воздух нема, но им кажавте на граѓаните да си купат по некој прочистувач. Нели се грижите за здравјето на граѓаните? 7 години СДСМ и ДУИ се власт во државата и освен заклучоци и препораки на комисии, ништо немаат преземено, без ниту еден капитален проект, без денар вложен за животната средина и справување со загадувањето во Македонија. Само 0,7% од буџетските расходи во 2023 година се планирани за заштита на природата. Дури и ги намалувате бројот на вработените во Државниот инспекторат за животна средина и во надлежното министерство. Владата на 15 ноември 2018 година вети воведување на субвенции за набавка на електрични хибридни возила со рок за имплементација во 2019 и 2020 година како една од мерките во транспортот за намалување на загадувањето на воздухот. Ова ветување беше наведено во програмата за намалување на аерозагадувањето на владата и до ден денеше ништо не е исполнето. Така работите вие проевропските партии. Се е завршено, ама ништо граѓаните не можат да видат. Патувањето со воз стана како авантура, не знаеш кога ќе тргнеш, ниту кога ќе стигнеш. Не е ни малку пријатно на пусти станици да се чека со сати на жешкото сонце. Така велат патниците. Тие сведочат дека има случаи кога возовите се расипуваат, како што било со патничкиот воз од Скопје минатиот вторник, кој се расипал на железничката станица Зелениково, се чекало да дојде друг да ги замени. Плата од фамозни 18.000 денари да не знае човек како да ја потроши. Ке си плати струја 7.000 денари, а со останатите пари што сака може да си купи, па дури и бифтеци. Сте ја зголемиле невработеноста на сметка на вашите партиски војници, а другите не влегуваат во процентот на невработеност или, не дај Боже, оние заминатите. Ама и оние вработените по рамкове не одат на работа, може би од економски причини, да се штеди, нели е светска криза. Затоа, кога сакаш да извадеш здравствена легитимација, ке си одиш 3 дена со ред, ама сигурно да не се направи некоја грешка и на крајот пак грешна ќе биде здравствената легитимација. И да подсетам, 15 граѓани, Дурмо Турска и Ласкарци, 45 Бесатранс, 15 Тетовската болница, вадени органи на жена во Струга, а они од COVID-19, тие да не ги заборавите. Нема лекови за цистична фиброза, болни од малигни заболувања, нема инсулин. Зашто дојдовте на власт? Да не едуцирате како се продава татковината или како повеќе да се украде од граѓаните. Благодарам.